Центарот за меѓуетничка толеранција во рамки на програмата за едукација, преквалификација и доживотно учење во соработка со општина Газибаба и фондацијата Фридрих Еберт спроведе истражување во компаниите од машинската и енергетско-електронската индустрија за потребите од квалификуван кадар за пазарот на трудот. Во делот на истражувањето Центарот оствари блиска соработка и со Средното училиште на град Скопје, ЕМУЦ 8 септември, кое е едно од поважните образовни институции кои ја произведуваат квалификуван кадар за потребите на компаниите. Како што информираше председателот на Центарот за меѓуетничка толеранција Владо Димовски, во истражувањето се опфатени 130 компании кои имаат седиште на територија на Газибаба, како и компании низ целата држава, а на истражувањето се работеше околу 5 месеци. Според податоците од истражувањето, во моментов компаниите најмногу имаат потреба од машински инженери, енергетски техничари, заварувачи, бравари, инсталатери, како и техничари за компјутерско управување. Ние истражувањето го правевме некаде во 130 компании. Започнавме од општината Газибаба, која ни излезе во пресред во тој дел, и заеднички со училиштето 8 септември, ЕМУЦ 8 септември. Го направивме тоа истражување. Работевме не цели 5 месеци. Од она што го утврдивме, според прашалниците кои пристигаат од компаниите, можам да ви кажам дека над 650 работници со средно образование, квалификуван кадар од делот на машинската и енергетска индустрија во моментов се потребни за компаниите кои се само во Газибаба. 650 кои утре можат да тргнат на работа. Го направивме истражувањето за да видиме дали ние имаме работна сила во Република Македонија, односно во делот на скопските компании, бидејќи најголемиот дел од компаниите од машинската и електроенергетската индустрија гравитираат на територијата на Газибаба, токму заради тоа и го започнавме тука истражувањето. Димовски додаде дека долги години во образованието се водела погрешна уписна политика. Со новиот конкурс на Министерството за образование повторно е истата од пред 2, 3, 4 или 5 години. Повторно се форсираат гимназиските паралелки. Бројот на ученици таму се зголемува наместо да се зголемуваат стручните занаети. Паралелки што се потребни за компаниите и за пазарот на трудот. Директорот на Средното училиште на град Скопје 8 септември Кенан Асани информира дека опаѓа интересот за стручно образование. Минатата година во училиштето се запишале само 14 деца. За нашите ученици за сите е гарантирана работа. Значи првиот чекор што го направивме тоа е околу стипендирањето. На почетокот идеше тешко и тоа. Меѓутоа после разбравме дека на вистина треба да се стипендира децата, да се стимулираат на некој начин. Сите компании едногласно сега стојат пази тоа. Значи ќе ги стипендираат децата, секој дете што ќе се запише кај нас ќе зима стипендија. Втората карактеристика која е? По завршувањето сите ќе бидат вработени, што до сега ниедно училиште не го нудело тоа. Градоначалникот на општина Газибаба Борис Георгиевски ги охрабрува младите кои се уште не одлучиле каде сакаат да го продолжат своето образование, да одберат струка што ќе им донесе занает и подготвеност, потоа со помош на општината и компаниите полесно да дојдат до работа соодветна на нивното образование. Во консултација со стручните средни училишта на нашата територија, како и бизнес клубот на општина Газибаба, Центарот за меѓуетничка толеранција, ги здруживме нашите сили со цел да изнајдеме решение за недостатокот на работна сила во компаниите. Заеднички работиме на едукација, обука, преквалификација, како и доживотно учење, стекнување на нови вештини, а посебен акцент ставаме на подигањето на свеста кај младите во изучување на стручните насоки, како и по завршувањето на образованието да го најдат своето место во компаниите во нашата земја. Георгиевски додаде дека ги охрабрува и компаниите да ги отворат вратите и да им дадат шанса на едуцираните млади, нивното знаење да го пренесат во нивните фирми.